35 годишен пожарникар од Куманово бил нападнат вчера пред зградата на територијалната противпожарна единица, соопштија од секторот за внатрешни работи Куманово. Според СВР Куманово, вчера во 17 часот и 45 минути полициски службеници лишиле од слобода двајца кумановци на возраст од 32 години, бидејќи се сомнича дека пред зградата на територијалната противпожарна единица Куманово физички нападнале 35 годишен кумановец вработен во пожарната. Тие биле приведени во полициска станица и по целосно документирање на случајот против нив ке следуваат соодветни пријави, соопшти полицијата. Синдикатот на пожарникарите на Македонија изразува најостра осуда за синоќешниот напад врз тројца нивни колеги. Нападот со тупаници и камења врз пожарникари спасители пред самиот објект на единицата е недозволив чин на насилство врз луѓе кои се во служба на граѓаните. Нашите пораки се јасни. Пожарникарите се службени лица и бараме од Министерството за внатрешни работи и обвинителството итно да ги процесуираат нападјачите до Основниот суд Куманово. За напад врз овластено лице мора да има кривична одговорност. Хуманоста не смее да биде цел на напад. Ние сме тука за да спасуваме животи и имоти. Целосна поддршка за нашите повредени колеги, пишува во соопштението. Нападот врз пожарникарите го осуди и градоначалникот Максим Димитриевски. Најостро го осудувам нападот што вчера се случи врз тројца пожарникари од противпожарната единица Куманово. Недозволиво е напад на службени лица при вршење на својата службена должност. Пожарникарите, како и сите лица кои се во служба на чување на безбедност на граѓаните, заслужуваат почит, а не физички напади. Апелирам надлежните институции итно да реагираат и да постапат согласно законот. Секој сторител на вакво дело треба да сноси одговорност. Посакувам побрзо опоравување и враќање на работните задачи на повредените лица, напиша Димитриевски. Со протестен марш од зградата на Управата за јавни приходи до општина Куманово, кумановци кои што добија решенија за ретроактивно одоночување на приливите од странство, денеска повторно го изразија незадоволството од работата на институциите во однос на решавањето на проблемот. Од денеска официјално стартува издруженијето формирано од засегнатите граѓани наречено Правда за сите. Помош побарале и од народниот правобранител, а паралелно се поднесуваат приватни тужби, роковите течат. Денеска е официјално се предадени документи за формирање на здружение. Здружението ќе се вика Правда за сите. Тука сме повторно пред институцијата која не засега, не само нас, туку и поголем број на кумановци, меѓутоа од оправдани причини кои се на работа не може да дојдат. Вака, протестот ќе биде со марш до општина Куманово, бидејќи УЈП не ни дава никакви информации околу целата истрага, тие што ја водат со документацијата, со документите и со документот што е донесен од фирмата од Америка. Немаме никакви информации што има тој документ, какви документи се тоа, се уште траат тие нивни консултации, никаква информација нема да добијат. Маршот ќе биде до општина Куманово затоа што ни направи една обструкција. Бевме на два собира со координаторите на советничките листи. Ни беше обеќано дека ќе има седница, што поскоро време, значи требаше оваа недела да се заврши таа седница, меѓутоа од нивни, не знам кои причини, не се случи, ни се јавија, ни кажа претседателка ни се јави дека ќе има редовна седница на 25. Така да, ако не повика, ние ќе присуствуваме на таа седница, ќе си ги кажеме нашите барања, ставови, нашите видување на целата ситуација, тие се запознаени со сето тоа и ќе бараме да општите советот на општина Куманово, како едно најголемите тела на општина Куманово, да ни помогне да ги малку покренеме работите на централно ниво во врска со прибирањето на докази од другите држави кои луѓето не можат да ги добијат тие документи. Значи целата поента е таа. Зошто ни направи обструкција, не знам, тие си знаат. Па се надеваме дека ќе имаме повеќе прогрес у нашата ситуација. Нашиот глас повеќе ќе се слуша како здружение. Ќе формираме тела, ќе формираме правни тела во здруженијето кој ќе води правна битка со институцијата и со и другите институции. Така да повторно ќе кажам, здруженијето не е политичко
здружение, нити е здружение кое ќе се занимава со политика. Приватните тужби се поднесени како идат роковите, граѓаните, колегите наши, кој како си го има рокот, се поднесуваат тужбите од адвокатите, веќе се пристигнати официјално кај адвокатите имаме информација дека веќе се примени тие тужби. Народниот правобранител веќе е запознаен со нашата проблематика. Жалбите што се пратени уште во декември се пристигнати кај неа, немаме повратна ни кажа господјата, како се викаше, Гордана, така беше, што е во Куманово народна правобранител, дека ќе има контакт со главниот правобранител на Република Македонија, така да очекуваме и од нивна страна да имаме некој патоказ за правно решавање и за, да кажам, притисок кон институциите кои некако споро си ја тера работата. Горе во Управата за јавни приходи немаме никакви информации за документ. Бевме 2-3 пати, прашуваме што носи тој документ, бидејќи сака да не држат во неизвестност до крај на април кога ќе биде конечното решение. Не можеме да се ослониме на тоа и не знаеме што ќе донесе тој документ. И паралелно со тоа ќе пуштиме тужби за несоодветно работење и од нивна страна. Така да тоа е денешниот протестен марш што ќе го направиме и следи наредната недела наверојатно уште активности. Територијалната противпожарна единица Куманово во текот на изминатото деноноќие регистрирала 2 интервенции во населбата Тоде Мендол. Пожарникарите вчера во 2 наврата на истата локација интервенирале на опожарено дрво, информираат од регионалниот центар за управување со кризи. Полициски службеници од секторот за внатрешни работи Куманово вчера вечер лишиле од слобода 35 годишен жител на селото Љубодрак. При контрола во сообраќајот на улицата Доне Божинов, полициските службеници сопреле возило Пежо и по преземени мерки било констатирано дека возачот го управувал возилото без положен возачки испит и без да ја продолжи важноста на сообраќајната дозвола. Во одделен случај полициски службеници од СВР Куманово ноќеска околу 3 часот лишиле од слобода 35 годишен кумановец. При контрола во сообраќајот на булеварот Трета македонска ударна бригада, полициските службеници сопреле возило Volkswagen Polo и по преземени мерки било констатирано дека го управувал возилото пред да се стекне со право на управување со моторно возило. Известен бил јавен обвинител и по негова насока возилото е одземено, а по целосно документирање на случајот ќе биде поднесена соодветна пријава, информираат од секторот за внатрешни работи Куманово. Триесет случаи на заболени од грип во Куманово се пријавени во текот на 6-та седмица од годинава, а на ниво на државата 1306, информираат надлежните. Според податоците од Институтот за јавно здравје, во однос на возрастната дистрибуција, најголем број заболени, 715 лица во Македонија, се на возраст од 15 до 64 години, а највисока инциденца се регистрира кај децата на возраст до 4 години. Дека состојбата со сезонскиот грип е постабилна, потврдуваат и лекарите од Кумановската болница. Ако во изминатиот период имало по 150 прегледи за време на дежурствата, последниве денови бројката е намалена на околу 50, истакна доктор Дарко Карамфиловски од Општа болница Куманово. Во моментот бележиме намалување на бројот на заболени. Во минатиот месец имавме по 150 прегледи на дежурство, сега бројот значително е намален за околу третина. Во моментот има се уште заболени од грип, но бројот е намален и симптомите полека се намалуваат. Има пациенти со исти симптоми, најчесто болки во грлото, температура, малаксаност, но и оние потешки кои што пременуваат кон долно-респираторни инфекции, но сега во моментот состојбата е многу постабилна. Имаме стандардни интервенции како болки во стомак, главоболки, покачен притисок, исто така тука ни донасаат пациенти со брза помош, секојдневни заболувања.
На почетокот кај пациентите со грип даваме симптоматска терапија, а ако напредува болеста и пројде кон долно респираторни инфекции, тогаш пациентите ги пренасочуваме кон оделите во нашата установа. Оваа вирусна инфекција трае 10 дена. Антивирусните лекови се даваат во текот на репликација на вирусот, но ние тоа не можеме да го видиме затоа што пациентите ни доаѓаат веднаш со инфекција, односно со видливи симптоми. Па настапуваме кон решавање на тие симптоми. Исто така се препорачува, како што рековме, топли напитоци, витамини, минерали внес, поголема количина на течности, редовни оброци. Без снабдување со електрична енергија утре во периодот од 8 часот и 30 минути до 13 часот ќе бидат корисниците од улицата 100 во населбата Карпош, како и улицата 210, односно местото викано Салон. Исто така утре од 10 до 13 часот прекини ќе има и кај корисниците од населбата Перо Чичо, поточно местото викано Гладно поле. Станува збор за најавени прекини од страна на Ева на Македонија.